Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 15-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана емисија на оваа радиостаница наменета за анализа и пред се преглед на најквалитетните ТВ серии кои што се појавуваат и се актуелни пред се во овој период. Именно во рамките на ова издание ќе говорам за една ТВ серија во која душите на починатите лутаат низ имотот кој никогаш нема да може да го напуштат. Тие се осудени повторно да ги преживуваат сцените од сеќавањата на кои им робуваат, не можејќи да ги променат истите во еден тавтолошки пекол. За разлика од нив, живите се потенцијални жртви кои представуваат клучот за ослободување на невидливите зандани во кои што се заробени да скапуваат, постепено детерирајќи го сопствениот идентитет и обезличувајќи се пред се, станувајќи една сенка на сето тоа што некогаш биле или представувале. Станува збор за ТВ серијата The Haunting of Bly Manor на Майк Фленеган и трагичните животи кои некогаш ги имале духовите во вилата. На почетокот на емисијата слушнавме неколку композиции од The Newton Brothers, односно браќата кои што ја работат музиката за оваа серија, односно ја слушнавме насловната тема, потоа The Great Good Place, Perfectly Splendid и The Weeping Willow, препознатливи композиции за самата серија. Меѓутоа во продолжение, како стандардно за секоја емисија во претходната сезона и во оваа сезона, ќе слушаме Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against the Machine во текот на оваа сезона. Преслушуваме композиција од албумот Evil Empire. Денес на агенда дојде на ред Snake Charmer, која ќе не подучи за алчноста на битијата, чишто пријателства се магла, кои исчезнуваат кога ќе дувне ветер, кои ја пренесуваат себичната визија за американскиот сон како вирус од колено на колено, се предаваат нереализираните очекувања, затоа што од нас се чека да спиеме, да се разбудиме и да служиме, а идеалите треба само да ги повратиме и се ќе биде во ред. Не, нема да биде се во ред, затоа слушаме Rage Against the Machine. Доколку сакате да дознаете што се случува на имотот на Bly Manor, кај што духовите слободно се шетаат во вилата во потрага по нови трагични животи за запоседнување, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, на која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Во продолжение на емисијата, по Rage Against the Machine ќе слушнеме три композиции од The Newton Brothers, слушаме I Couldn't Sleep, Sufficiently Breathless и We Are Special, и потоа се враќам во етер да ви говорам за тематските одредници кои што ги поседува оваа серија. Јас сум Златко Ѓелески, а ви останете вклучени да почнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 15-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на The Haunting of Bly Manor, која што представува американска хорор серија создадена од страна на Майк Фленеган, режисерот на Absentia, Oculus, Hush, Before I Wake, Ouija, Origin of Evil, Gerald's Game, The Haunting of Hill House ТВ серијата и филмот Dr. Sleep, како и најавените, односно предстојните ТВ серијата Midnight Mass и Halloran за стриминг сервисот Netflix. Иницијално оваа серија се базира на новелата The Turn of the Screw, односно завртување на вртката на Хенри Џејмс од 1898 година. Меѓутоа, дополнително се базира и на два други раскази кои Фланеган успеа да ги сошие во оваа негова антолошка серија, која е втората итерација од серијалот, започнат со The Haunting of Hill House, за кој ви говорев во Дансе Макабре со помош на моите гости изминатите сезони. Не барајте поврзаности помеѓу двете сезони, затоа што се сосема поразлични ликови кои ги предводат без разлика на неколку актери кои што се повторуваат во едната и во другата.
Bly Manor брои 9 епизоди со различно време траење, најчесто од 50 на минути до 1 час, што значи дека ќе бидат потребни 9 часови за нејзино гледање во целост. Netflix ја објави на 9 октомври, минатиот викенд, комплетно, како што треба, еден стриминг сервис да ја објавува својата содржина, дозволувајќи ми да си го организирам моето слободно време и да ја погледнам како што јас милувам. Во мојот случај јас ја преполовив и ја гледав во 2 наврати во текот на викендот, две сосема различни гледања за мене, затоа што првото не беше исполнително, а вториот ден се требаше сосема поразлично гледачко искуство. Зошто е тоа така, ќе треба да останете до крајот на емисијата за да ја дознаете оваа проблематика со која што ја се соочив. Во серијата станува збор за една американска гувернанта која е најмена од човек да се грижи за неговата внука и внук на имотот Bly Manor во Англија, но само што ќе стапне на неговиот имот, ќе започне да гледа неживи представленија кои ја проколнуваат куќата, односно станува збор за немирни духови кои се составен дел од имотот. Овој исказ всушност представува прераскажување на страшната приказна околу Камин од страна на одличната Карла Гуниньо, која е нараторката на случувањата во Bly Manor, која ги видоизменува имињата и настаните за потребата на незината прераскажена приказна, со оглед на тоа што им ја прераскажува на собраните посетители на предстојната свадба. Воведот од серијата наликува на една од десетиците екранизирање на одличната новела на Джеймс, која сте ја погледнале, предпоставувам, во формата на The Others од 2001 или можеби во култниот The Innocents од 1961. Меѓутоа, помеѓу овие итерации ги имате The Nightcomers од 72, Presence of Mind од 99 и на Dark Place од 2006 и Through the Shadow од 2016, како и во новата екранизација во филмот The Turning, еден од најчесто адаптираните литературни текстови кои што доаѓаат од хорор провениенцијата, кој го поставува истото прашање уште колку пати пред се ќе се адаптира овој текст пред да пресуши неговиот извор, меѓутоа преку ликот на Дени Клейтон, глумено од Викторија Педретис, гледачот се запознава со тажната историја на оваа вила, во која децата имаат способност да ги погледнат духовите кои роварат на имотот, но не само што може да ги погледнат, туку тие и може краткотрајно да стапат и во нивните тела и да станат нивни медиуми, доколку им дозволат да го споделат доменот на собственото тело со нив, имајќи ја сепак превласта над собствеништвото, над тоа тело. Куќата има богата традиција на заробување на духовите на лековите кои умреле на имотот, ставајќи ги во постојан пекол, да мораат да ги преживуваат пред се деновите на самиот почеток, не знаејќи дека се починати, а постепено како го повторуваат нивното проклетство, препуштајќи се на спомените, постепено бледее нивниот лик, станувајќи се ништен на тоа што некогаш биле, водени од поривот кој што го поседуваат, без некое си рационално расудување зад него. Затоа некои од духовите сакаат да избегаат што е можно побрзо од имотот, пред да се престорат во тие залутани души на него. Кога е во прашање куќа, која не дозволува духовите да излезат од неа, тогаш аналогијата е неоспорна со Murder House, односно првата сезона на American Horror Story, модерна ТВ серија која прва го разработи овој концепт во поново време, кај што духовите со нивните трагични животни саги се проколнати да не се во можност да ги напуштат границите на имотот на кај што имаат починато. Тука Фланеган апсолутно ништо ново не измисли, затоа што Рајан Марфи овој концепт го направи порано и многу подобро. Меѓутоа, иновативноста е во начинот на кој се прикажани лутачките духови и нивните избледени ликови, како детеријација на некогашниот нивен идентитет кој што го поседувале, што е најкреативниот елемент од серијата според мене. Влезот во нечие тело треба да се направи со дозволата на домаќинот, налик вампир која влегува во некоја куќа, во таа тропа, од самиот поджанр, но некои ликови ја знаат зборувната формула за тој подвиг без да се соочиле со неа, што духовите секако дека ќе го злоупотребат за себично, односно пред се за собствени цели. Тематските одредници во серијата ги
ги определуваат ликовите кои умираат на имотот, водени од љубомора, одмазда, манипулирани, тие се заведени и измамени, продолжувајќи го кругот на повлекување на нови души од страна на газдарицата на имотот, додека еден лик не го жртвува својот живот да остане со неа во неговото тело, закотвен на дното на барата, без да дозволи да повлече други невини жртви со себе, посебно не тие што ги сака, прекршувајќи го овој круг прецена за поседнување, отпочнат од страна на газдарицата на вилата на имотот. Таков е случајот со трагичната судбина на љубовниците Ребека и Питер. Дознаваме дека и Дени Клейтон си носи со неа дух од незиниот починат вереник штом ќе стапне на вилата, односно тоа е гувернантата. Децата се сведоци на шетањето на духовите ни собите и дозволуваат да бидат запоседнати нивните тела. Господицата Грос, помошничката, уште од првиот кадар одбива да јаде и заглавува во безизлезот на незините спомени, тој лавиринт на повторување, а клетвата поаѓа од љубомората на двете сестри, односно газдариците на имотот. Покрај завртување на навртката, искористени се и два раскази на Хенри Джеймс, кој е задолжителен за обработување на мојот факултет во 4-та година, така што добро сум запознаен со неговиот маниризам на пишување, а за потребата на серијата вплеткани се расказите The Jolly Corner, односно расказот за вујкото бизнисмен, кој треба да раководи со наследениот имот, кој го има напуштено, и прогонете од верзијата на себе си со која би се претворил тој, доколку би останал на него, и секако The Romance of Certain Old Clothes, прекрасниот периодичен хорор филм во ахроматска форма, кој што се базира на истоимениот расказ, кај што двете сестри Виола и Пердита се залюбуваат во истиот човек, Артур, кој се мажи за Пердита, која додека се разболува, ја изневерува со Виола, во ковчегот таа ги става своите скапи фустани со аманет да не биде отворен, додека новата невеста Виола не посака да го отвори и биде задавена од духот на незината сестра. Приказните за духови биле популарни во овој доцен романтизам, баш поради напорите на Хенри Джеймс и неретко биле прераскажувани на собиранките помеѓу љубителите на овие најчесто усни предадени урбани легенди, како што е случајот многу години подоцна, нели, со ликот на нараторката, конкретно од 2007 година, која што ја прераскажува приказната за случувањата во Bly Manor на посетителите, која па говори за настаните кои се одвивале во Лондон во 1987 година. Значи, имаме две периодизации и една трета која што се навраќа на приказната за отпочнување на прогонителните духови кои што се наоѓаат во самата резиденција. Серијата почна со снимање на 30 септември 2019 година и заврши на 21 февруари 2020 година, буквално спасувајќи се за влакно од ковид пандемијата, имајќи простор во периодот на екот на ова одвратна болест да биде монтирано од страна на Майк, така што среќата ги послужи храбрите во дадената ситуација. The Good Place, The Pupil, The Two Faces, Part 1, The Way It Came, се извинувам, The Altar of the Dead, The Jolly Corner, The Two Faces, Part 2, The Romance of Certain Old Clothes, The Beast in the Jungle се насловите на епизодите, од кои што секоја од нив има соодветен постер кој што е направен, така што може да, мислам дека на Collider беа објавени за прв пат, каде што јас можев да ги погледнам, така што функционираат и засебно, меѓутоа образуваат сепак и своевидна целина која што ги вплеткува овие помешани судбини една со друга. Така што интересен е и овој потфат со кој што се задржува и антолошката форма во самите раскази, односно во самите епизоди во срцевината на серијата, меѓутоа секако дека целија која што образуваат е позначајна од самите делови кои што ја содржи. Тука можеме да направиме една кратка музичка пауза, односно во текот на емисијата слушаме композиции кои што се создадени од страна на The Newton Brothers, луѓето одговорни за создавање на прогонителната оркестрација која што е составен дел од самата
серија The Haunting of Bly Manor, односно по нивното преслушување се враќаме во етер да ви говорам за актерите, актерките и нивните улоги кои што ги имаат во серијата. Така што веќе споменатите The Jolly Corner и Turn of the Screw се имињата кои што ги носат неколку од композициите кои што ќе ги слушнеме во продолжение, така што длабоко продираме во доменот на Хенри Джеймс. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 15-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветено на ТВ серијата The Haunting of Bly Manor. Именно во овој сегмент ќе ви говорам за актерите, актерките и ликовите кои што ги имаат во текот на оваа серија, односно главната улога има Викторија Петрети, која што ја глуми Даниеле, односно Дани Клейтон. Таа е дадилката во оваа серија, односно гувернантката која што доаѓа од сад во Лондон да ги чува децата. Во незината епизода дознаваме дека таа ја раскинала веридбата со незиниот дечко, кој неколку мигови подоцна е прегазен, дух кој ја прогонува насекаде, а таа се заљубува во градинарката Джейми на самиот имот, протагонистка која ја наследува незината функција по смртта на незината предходничка, именувано како Ребека Джесел. За разлика од неа, Дени решава да го абсорбира духот на газдарицата на вилата и да го понесе со себе во длабочините, не дозволувајќи пред се да наштети на незината сакана, правејќи ја крајната несебична цел, иако има еден лажен епилог во кој што се наговестува дека тие може среќно да си живеат надвор од имотот, меѓутоа се појавува духот на газдарицата во рефлексиите, така што не и дозволува да има спокој, да го најде својот мир. Дени, така што таа оди во се враќа на имотот и фатално завршува задржувајќи го духот во рамките на незиното тело, дното на барата. Оливер Джексон Коен го глуми Петер Квинт, еден од најсебичните ликови на имотот. Тој е помошникот на собственикот на имотот, кој се заљубува во гувернантата Ребека Джесел, значи предходничката на Дени, меѓутоа по уцена на неговите родители, тој станува крадец кој ќе биде прогонет и ќе заврши како дух во имотот, кој себично ќе влезе во телото на Ребека и ќе ја удави, само за да биде со него во задгробниот живот и подоцна и двајцата ќе влезат во телата на децата за да ја заврзат Дени и да изнудат бегство од домените на имотот. И тој постојано го преживува пеколот на спомените во кои мајка му го оценува во неговиот дом, тавтолошки, без излез се себе измачува во овој пекол. Тој знае да влезе во телото на малиот Майлс и да убие во негово име, како што беше случајот со турнувањето на помошничката, односно господицата Грос во бунарот, еден нарцисоиден и пред се арогантен дух кој што дури од загробниот живот ги демонстрира пред се неговите себични пориви. Амелија Ив ја глуми Джейми, односно градинарката, лесбека која што се заљубува во Дени, се дистанцира од цивилизацијата затоа што го вложува својот труд во одгледувањето на градината, која го наградува пред се со незиниот труд, со процутот на самата градина. Таа успева да избега од имотот со љубовничката Дени, меѓутоа нема да може да ја додржи при себе, затоа што немирната душа во неа ќе добие порив да ја убие една ноќ, па затоа незиниот лик има непрежалена тегоба, но не е мртов, туку пати до крајот на незиниот живот. Карла Гуниньо ја глуми во возрастна верзија, односно таа е The Storyteller, како што е именувана, односно по старата верзија на Джейми, нараторката на приказната, која го прераскажува действието на Bly Manor. Таа е символот на пресвртот во серијата, затоа што има двојна улога и функција, односно таа е остарената верзија на Джейми, која се уште ја чека низината љубовничка со отворена врата, каде и да престојува и може во последниот кадар да го забележиме низиното присуство, меѓутоа енигмата останува дали тоа е составен дел од низиниот сон или па можеби навистина секаде ја следи
нејзината душа. Тонија Милер ја глуми Хана Гроус, помошничката на имотот, која им ми беше сумнително уште од првиот кадар, морам да признам, во моментот кога одби да јаде. Не беше тоа направено од куртуазија, едноставно нешто не беше како што треба со овој лик, кој во петата епизода демонстрираше детално зошто е тоа така, со оглед на тоа што можевме да запознаеме подобро во оваа епизода, која е препуштен на своевидна дементија, постојано навраќајќи се на разговорот со кој го има со готвачот, во кој била заљубена, но никогаш не ја реализирала љубовта со него, затоа што била турната од страна на запоседнатиот Майлс од страна на Питер во бунарот, која ја оквалификува како којотот од анимираниот цртан, кој забележува дека ќе падне во провалија дури откако ќе се најде надвор од гребенот на кој стои брзата птица Итрица. Со оваа аналогија се потенцира заглавувањето на повторливиот ден кој што го има самата Грост, која се уште не е свесна дека е почината и дека не се наоѓа помеѓу живите. Уште еден во низата на трагични духови на имотот, таа ги гледа пукнатините од бунарот на секаде низ просториите, што е одлично доловена алузија, додека им робува на хаотичните спомени во борба со самосвеста и незините реплики кои што ги има со Оуен, кој што пак го глуми Рахул Коли, односно тоа е Овен Шарма, готвачот во имотот, кој дознаваме дека кулинарските вештини ги научил во Франција, но решил да ги применува на имотот наместо во некој елитен ресторан. Тој им готви на децата, тој бара изолацијата и има мноштво на забавни реплики, како што е обвинувањето за salt and butter и alcohol you later. За децата едноставно го сакаат овој лик, но тој трага по љубовта на Хана, Тивко, која нема да ја добие. За жал, неговата мајка починува од дементија навечер, додека тој преноќува во вилата и тој е единствениот кој се сеќава на настаните од Блајд, затоа што децата биле премали за да имаат некакви си спомени од нив. По старата верзија на Оуен ја глуми Камал Кан, кој што го забележуваме на самата свадба, меѓутоа тој не реагира бурно на приказната која што ја прераскажува самата нараторка. Тахира Шариф ја глуми Ребека Джесел, односно предходната гувернантка на имотот, дадилка која има трагична судбина за која што се познаваме од третата епизода, заљубувајќи се во себичниот Петер, кој е жртва која представува пред се жртва на лакомите негови родители, па ја повлекува и неа во собствената пропаст, запоседнувајќи го незиното тело и давејќи ја за да може да бидат заедно по смртта. Но кога ќе треба малите деца да се запоседнат, таа ќе согледа дека не е во ред тоа што го прават, што ги искористуваат за своите цели и ќе ја ослободи Флора. Имено ова ќе биде првиот потек на бунтовништво, односно на прекршување на проклеството кое што е дадено со прогонувањето на ликовите, пред дени нели да го скрши комплетно кругот со задржување на духот во незиното тело. Меѓутоа Ребека го прави првиот исчекор надвор од проклетството. Амели Б. Смит ја глуми Флора Уингрейв, малата ќерка на Шарлот, сестрата на Майлс, која гледа духови, соодветно ги представува со помош на куклите во незината куќичка во собата, кај што жената од барата често се поместува во незината местоположба, затоа што е дух кој што несопирливо шета низ куќата. Незиното тело ќе биде запоседнато од страна на Ребека, но ќе биде ослободено пред да се обиде газдарицата да ја повлече со себе во барата. Таа во соништата ја сонува пред се незината мајка и со неја стапува во контакт во тие проектирани спомени пред се. Со оглед на тоа што таа во дадена ситуација кога кога газдарицата ќе се шета низ куќата, ќе озаземе местото на незината ќерка, привлекувајќи го незиното внимание за да може да ја спаси Дени. Таа ќе порасне во невестата на која што и се случува пред се
низината свадба и нараторката ја споделува приказната за Bly Manor, која што невеста која што ќе глуми Кристи Бърк во возрастна верзија Бенџамин Еван Ейнспорт го глуми Майлс Уингрейв, односно братот на Флора, синот на Шарлот, кој во втората епизода го забележуваме како физички се пресметува со неговите врсници во училиштето за момци пред да се врати во домот, воден од цртежот на Флора. Неговото тело е запоседнато од страна на Питер, при што е турнувал бунарот помошничката Грос. Томас Николсон го глумил во возрастната верзија како брат на невестата, тој како и Флора не се сеќава на настаните од Блај, затоа што за нив таа е само една викендица во која што оделе за време на летниот распуст. Одличниот Хенри Томас го глуми Хенри Уингрейв, братот на Доминик Уингрейв, собственикот на имото на Bly Manor, кој спие со неговата сопруга Шарлот, која ја забременува додека Доминик не е дома. Тој е родителот на таткото на Флора, фактички, заложен за гледање на децата по смртта на родителите во Индија, кои што заминуваат таму во обид да го повторат нивниот меден месец и да се навратат на убавите денови од нивниот брак. Томас секогаш зема тешки и тегобни улоги за глумење, атипични, меѓутоа се предизвици за него. Овој пат во шестата епизода се соочува со проекцијата на неговото алтер его, кое е олицетворение на неговата грижа на совест, затоа што не сака да стапне на неговиот имот и да ја преземе улогата и функцијата на татко, која што треба да ја има. Данкан Фрейзер го глуми Хенри во старената верзија, односно таткото на невестата. Да не ја забораваме тука и одличната Кейт Сигал, која ја глуми Виола Уилоуби, односно Кейт е, се извинувам, сопругата на Майк Фленеган, режисерот, прекрасна како и секогаш, која што се разбира дека мора да биде составен дел од серијата. На моје задоволство, таа е дел од периодичниот црно-бел хорор во 8-та епизода. Филм пред се глумејќи ја Виола, односно сестрата на Пердита, која што е заљубена во Артур, ќе се венчава со него и ќе има дете, но ќе се разболи и незините свилени фустани ќе ги стави во ковчег со аманет да биде отворен од страна на незината ќерка. Па ќе биде заробен незиниот дух во собата, кој што е одлично го доловува и го представува пред се ковчегот во кој што се наоѓаат незините свилени фустани за незината љубопитна и пред се љубоморна сестра која ја убива во насреде боледувањето и го презема незиниот маж, да го отвори и да биде задавена од страна на Виола, која како дух секоја ноќ шета низ вилата, оставајќи стапалки од блатото до собата во која што смета дека се наоѓа незината ќерка и при тоа повлекува со себе ликови кои што ќе пресретне во смртта, дали тоа е војникот, докторот или малото момче кое што е обезличено, таа е несопирлива, незиниот дух завршува во телото на Дени што ќе го скроти незиниот гнев, но не за долго, затоа што незиниот лик ќе ја прогонува во рефлексијата, понесувајќи го со себе на дното на барата и не дозволувајќи да излезе од незиното тело и да нанесе штета, и поради тоа го држи да ги држи останатите духови во меѓусветот во куќата, тие се ослободени. Кетрин Паркер ја глуми Пердита Уилоуби, сестрата на Виола, која прва го засакала Артур, на незината сестра се мажи за него и таа ја задушува. Сестрата соперница по долговото боледување за која фамилијата е во криза за пари и со сопругот Артур таа посегнува по ковчегот со скапите, се извинувам, фустани на незината сестра и ќе биде задавена од страна на духот на неја. Алекс Еса го глуми ја глуми Шарлот Уингрейв, односно мајката на Майлс и Флора, сопруга на Доминик, која го изневерува незиниот сопруг со братот негов Хенри, додека тој е на работа во странство, забременува од Хенри, а се обидува да го возобнови бракот со повторување на медениот месец во Индија, каде што заедно со незиниот сопруг починува. Метју Холмс го глуми Доминик Уингрейв, сопругот на Шарлот, таткото на децата, кој странствува 6 години, период во кој неговиот брак ја заменува неговата забременува пред се неговата функција и заменува неговата функција и забременува неговата сопруга. Тој дознава за неверството со што го протерува од имотот за да му припадне на крајот во мигот кога ќе умре тој и кога ќе умре пред се тој Шарлот во несреќата во Индија.
perfectly splendid е фразата која што малата Флора ќе најде простор и место постојано да ја употреби во серијата во која ќе биде и препознаена оваа сезона. Духовите имаат можност да продрат во телата на луѓето се разбира со нивна дозвола за краток временски период и да демонстрираат преценивен допир со тоа што газдарицата на имотот може дури и луѓе да повлече со себе во барата за да ги убие. И има дистинкција помеѓу ликовите и тие се запамтливи, барем според мене, што не можам да го речам за голем број на други серии кои ги имам погледнато и кои ден денес не се ни сеќавам ниту на име на ликови, ниту па на нивна функција во делата. Прашањето кое се поставува е дали ќе ви се допаднат или не, што е сосема друга тематика за која што ќе ви говорам на крајот на емисијата, меѓутоа претходно да слушнеме неколку композиции кои што Newton Brothers ги имаат создадено за потребите на оваа серија. Конкретно ги слушаме The Finest of Dresses, The Lady in the Lake, значи се насочуваме Echoes of Viola, значи се насочуваме повеќе кон епилогот на самата серија и композициите кои што може да се слушнат околу предложката за настанување на проклетството на куќата на Bly Manor, а за крајот на емисијата ќе слушнеме и одредени спецификации во поглед на квалитети кои поседува оваа серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 15-тото издание на емисијата ТВ 103, наменето за ТВ серијата The Haunting of Bly Manor, за кој што самиот крај на емисијата ќе ви говорам за одредени спецификации кои што ви поседува оваа серија, именно самата најава содржи прикажување на семејните фотографии кои изгледуваат во домот, што е доловен на сликите употребени во самата серија, а тоа па е ефективна најава за стравичното минато кое што пред се го содржи куќата и за обезличувањето на самите духови кои што се наоѓаат во неа. Во поглед на режисерите и режисерките ги има 7, односно пилотот го пишува и режира самиот Майк Фленеган, со кој имав можност да направам интервју за мојот магазин Кошмар пред да стане мајстор на занајатот, кој ги работеше неговите први филмови во периодот околу Окулус. Покрај него во серијата режираат и Ciaran Foy, кој што го знаеме од Citadel, од Eli и од Sinister 2, тој ја режира втората и третата епизода, а потоа кормилото го презема Лиан Гевин, кој што го има режирано од личниот Dark Song, кој ги режира четврта и петта епизода, за Јоланда Рамке и Бен Хаулинг да ги снимаат шестата и седмата епизода, односно режисерите на Карго, филмот на Netflix, за периодичната црно-бела готска епизода да ја сними одличната Аксел Керолин, актерката во филмовите на Нил Маршал и режисерка на Soulmate и на Grim Grinning Ghost од хеловинската антологија Tales of Halloween, а финалето му припадна на одличниот мамбл горец Еван Луис Кац, односно E.L. Кац, режисерот на Cheap Thrills, Ace for Amateur и итерацијата на Channel Zero од 2018 година, односно Майк го воспостави тонот на серијата, но останатите придонесоа со најразличните примеси во жанровската кинематографија кои што ги поседуваат за да ги зачинат епизодите, меѓутоа колку тоа и да постави диверзитет, ја наруши конзистентноста која што имаше самата серија и визуализацијата пред се. Во контекст на музиката ја работат браќата Ньютон, кои што се постојани соработници на Фланеган од Окулус до ден денес. Тие работат музиката и за филм Proxy, Sin of Evil, Vendetta, Falling Water, Extinction, The Grudge, Forever Purge, најавено дека исто така ќе работат музиката. Се разбира дека се имаат погрижено за инкорпорирање на тажната песна од The Innocents, односно приспивната детска песна во прогонувачката приспивна мелодија. Во музиката доминираат елегичните делници на пијаното, проследени со гудачката свита. Во поглед на сценографијата, Патрисија М. Фарел е задолжен за продукцијскиот дизајн, така што снимањето се одвивало во тек на магазините, работени со гринскрин, кои што ја представуваат вилата, која на крајот, додека ние финалниот продукт го гледаме, има високи плафони со доста скали во интериерот и семејни портрети, односно ставнина од минатото, со соби
соба покриена со бели чаршафи на мебелот, која алудира повеќе на самиот The Others. Во поглед на фотографијата и кадрирањето, искористен е еден атипичен аспект на снимање, именуван како унивисиум, односно станува збор кој можеби го има најдено своето место на малите екрани за краток временски период кон крајот на 90-тите, меѓутоа станува збор за aspect ratio од 12:1 на пола пат помеѓу 16:9 и стереоскопското снимање, така што кинематограферите Максиме Александре, кои што го знаеме по одличните филмови на Александре Ажа, и Джеймс Нист, кој што го кадрира, односно го ја работи фотографијата на Хаш на Фленеган, го користат овој аспект за доловување на поголема просторност во позадина, за да може Мајк да ја опфати волуменозноста на просториите и да скрие или да прошета по некој дополнителен дух во позадина на действието, десатурирајќи ги боите околу блатото и спомените, постепено доаѓајќи до ахроматизмот, но нудејќи и пригушено синило и сивило во интериерите. Во поглед на монтажата, самиот Мајк ги монтира епизодите затоа што на свој грб ја презема одговорноста за доловување на спорадичниот ритам и владење со пресвртите, што некаде е корисно искрено, а некаде не. Во поглед на костимографијата опфатени се 3 периоди, еден од многу векови наназад, периодичниот сегмент со балските фустани и колера, еден од 1987 година со пропратна мајица на блонди и облека од 80-тите, но и сегмент 30 години подоцна, кој што е актуелен, односно кој што е текувани поблизу до денешницата. Секој од ова си носи своји одлики на рефлектирани во самата облека, што соодветно избрана во поглед на надприродното го има и во изобилие, има духови кои што ги има на секој чекор, некои се обезличени, некои се кријат во аглите, некои се уште не се обезличени, влегуваат во човечки тела, убиваат, прогонуваат со помош на одразите во огледалата и водените површини, така што ги има духовите на секаде. Колку се ефективни, тоа е веќе друго. Во поглед на хуморот, задолжен е Овен со неговите досетки, младата Флора со харизматичната фраза, како и градинарката со флертувањето, со Дени еротика нема, освен во сцените во кои што Хенри ја заведува Шарлет, меѓутоа нема соглување во оваа серија, не очајувате. Поглед на ефектите има и практични и визуелни, со двојна експозиција, раце поминуваат низ други раце, имаме заматени лица на обезличените ликови, повеќе од колку што би сакала погледам, но духови нема како да се на друг начин да бидат доловени, освен да се избелат. Барем морничави беа лицата со губењето на експресиите, поглед на одредените технички аспекти. Флешбек е целосната приказна, но има и засебни флешбеци на ликовите кога Питер се присетува на неговата мајка, кога Дени, например, се присетува на вереникот и Грос е заглавена во флешбекот на сеќавањето. Грос халуцинира затоа што е свежо умрена, има slow motion, но во мала доза, речиси незабележливо, како што треба, а малата Флора потпаѓа на влијанието на незините сни, кај што ја гледа незината мајка и ги проектира спомените во поглед на жанрот. Ова е хорор серија со поджанр на хорор за духови, со мелодраматични елементи, не баш толку страшна колку Хил Хаус, тука потврла на рамниште на хорор жанрот, во поглед на стилизираниот јазик се користи англискиот нагласок. Поглед на недостатоците, признавам дека првите 3 епизоди воопшто не ми се допаднаа, затоа што наликуваа на просечни филмови со духови, еден од моите најнеумилени поджанрови, затоа што до смрт сметам дека е исцрпен. Затворањето и отворањето на врати и прозорци и кликање на извитоперени лица на духови одамна ми е досадено за гледање и тука Мајк потврли да прикаже некој посебен приказ, а за завртување на навртката не сакам ни да ви потенцирам колку ми е дојдено преку глава да ја гледам екранизацијата на таа приказна, која премногу пати сум ја гледал во филм и тоа секогаш еднолично прикажана, ми се допаѓа книгата, меѓутоа не да биде до смрт екранизирана. Меѓутоа, од 4-та епизода, кога дознаваме за прегазениот вереник на Дени и од наредната, кога се разработува дементијата, односно детеријацијата на ликот на Грос, веќе серијата во средиштето зазема друга брзина,
која ми се допадна, затоа што почна да ги доловува тегобните судбини на трагичните животи на духовите, за кога дојде до епизодата на невестата и робувањето во куќата, да ја добиеме прекрасната 8 епизода која е црно-белгорски хорор филм, налик Black Sunday на Марио Бава според мене, што веќе драстично е поразлична серија за гледање, добиваме на крајот на сезоната од таа на почетокот. Јас би преферирал да беше снимена на 35 мм со некакви си прастари леќи од камери што снимаат црно-бела техника, меѓутоа се е дигитално и ахроматизирано. Некои ликови земаат фрази за повикување на ликовите кои што ги знаат на некаков си така мистериозен начин, што не знам каде ги научиле, но се разбира оставнина на духовите кои престојувале во нив, но тие и уште неколку минорни детали ги опростуваме за општо добро и уживање на серијата. Сличностите со поставување на духовите во позадина ја губат понекогаш функцијата, има доста елементи кои што се пресликани од Hill House, како што е потребата од нова бенд Neck Lady, приказ на деца во возрастна итерација и двојник со алтер его и многу други сличности кои што се изведени повеќе од формуличноста на Hill House, на кој што исто така оваа сезона не добива на поени за оригиналност. Во поглед на континуитетот на епизодите, како што напоменав, првите 3 воопшто не ми се впечатливи, затоа што не ги тангираат пред се тековните ликови во куќата, туку се навраќање на Малс и Ребека и Питер, што нема да бидат за секого. Не беа за мене, со оглед на тоа што се должи долги епизодите, постои можност за досадување, но во сценаријата се вметнати пресврти и образложенија на трагичните животи на ликовите, што го задржа вниманието, барем моето внимание до самиот крај. Таму кај што другите серии потфрлуваат во предворието на епилогот, тука ова серија плени со незината бравура во поглед на градењето на ликовите. Мене ми се допаѓа потфатот во секоја епизода да се елаборира еден лик, поради тие чинители искрено и гледам пред се ТВ серии и да гледам пред се екранизирани поглавја од книга, а секој од ликовите има значајна предложка за трагичната судбина, ликови кои што меѓусебно се поврзани, кои што уште еднаш ќе потенцирам, се издвојуваат, има дистинкција помеѓу нив, лесно запамтливи се и верувам дека ќе ми останат во сеќавање, меѓутоа што не е случај со многу други серии. Прашањето кое што и претходно го поставив е тоа дали ви се интригантни за да ги следите. Во поглед на интертекстуалноста, завртувањето на навртката, веќе ја споменав дека е адаптирана во поглед на оваа серија, како и расказите од Джоли Корнер и The Romance of Certain Old Clothes на Хенри Чеймс, кои што пред се составен дел од творбите кои Фланеган ги адаптира за да го создаде нанизот на действието, покрај маицата нели на Блонди, како еден вид на реферирање на 80-тите, ликовите се одвоени од животот на околината, така што од цивилизацијата пред се, така што рефериране и којотот и брзата птица и трица во дадена инстанца за потребите на една алузија. Во поглед на атмосферата и гледливоста, серијата има загадочност и исчезнување од исчекување пред се од појавувањето на духовите, така што тие се шетаат во позадина на кадрите и се доловува саканата загадочна атмосферичност во куќата. Во поглед на гледливоста нема некоја поголема потешкотија. Ова сепак е серија со пресврти, но тие се наградата да сите тие што ќе продолжат да ја гледаат, и мене ми беше тешко за незиното не ми беше тешко незиното дешифрирање, не се траорни епизодите, меѓутоа се спори за да го оттргнат гледачот. И тоа е еден од поголемите проблеми за нивната обемност, меѓутоа се убедителни изведбите во шаренилото на ликови кои што поседува. Серијата завршува со прекрасната и воспоставена љубов помеѓу Дени и Джейми, која што е прекратена, сведочејќи за една од многуте нереализирани љубови кои биле скратени од Bly Manor, што алудира на една одвратна трагедија за која се воспоставува на ликовите, една традиција на духовите на имотот, крајно соодветна за затворање на приказната со дланките на рамото на Джейми, која не знаеме дали е сон или ја следи каде и да оди во форма на дух. Затоа со прераскажувањето заврши
започна пресес со прераскажувањето и затоа заврши со затворањето на приказната, што сметам дека е сосема на место поглед на еволуцијата, со оглед на мртвилото кое владее во поджанрот на духовите во хорор провениенција, одличната изведба на ликовите и нивните духови со инвентивните обезличености, кои уште ги имаат поривите во себе, односно везењето на севкупната трагична приказна. Јас ја евалуирам Bly Manor со 8 од 10, со тоа што помалку ми се допадна од Hill House, која имаше одлични радикални режисерски решенија кои се недостапни за оваа сезона, бидејќи Мајки не е толку инволвиран во снимањето на епизодите, туку препушта на реномирани модерни хорор режисери и режисерки да придонесат со нивната визија, што не е секогаш благопријатно за конзистентноста на визуелен план, без разлика на тоа што е на високо ниво снимено благодарение на одличните кинематографери. Меѓутоа, Мајк си се посвети на семејството, со оглед на тоа што му се роди дете и не можеше да биде толку активен на снимањето на сите епизоди, затоа ја препушти палката. Кој ќе издржи да ги изгледа првите епизоди и остане до самиот крај, верувам дека ќе биде награден. Во поглед на продолжение, секако дека нема да има оваа приказна, затоа што конципирани се сезоните да бидат засебни, антолошки, но не се сомневам дека Мајк ќе земе некоја друга значајна книга од оваа периодизација, например некоја од По, од Хоторн, од Шели, од Волпол, од Хофман, од Колрич, од Дорвел, од Байрон, од Мелвил, од Хауард, и да ги модернизира која и да избере книга во некаков си нов пристап, модерен во допир со тековните движења во поглед на самиот хорор жанр. Тука ќе го завршам ова издание на TV103, посветено на ТВ серијата The Haunting of Bly Manor, со тоа што е топла препорака сите љубители пред се на жанровската кинематографија, тие што сакаат да гледаат хорор серии со духови, меѓутоа уште еднаш потенцирам. Духови кои што се олицетворенија на тегобни животи, на трагични судбини, кои што се заглавени да ги повторуваат нивните одлуки од спомените во самата куќа. Така што вие го слушавте 15-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на The Haunting of Bly Manor. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии за крајот на емисијата. Слушам уште неколку композиции кои што ни преостана од самиот скор за The Haunting of Bly Manor, односно Beginning of the End ја слушаме со трите поглавја и секако Love Story да завршиме со љубовната приказна како што завршува и самата серија. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!